гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце, 17 часот и 15 минути, добро познатиот термин за вашата омилена емисија. Овде сум јас, Викторија Петровска, вашиот домаќин, а се ова што гледаме пред нас се дел од творечко-книжевниот опус на Емилија Златкова Анастасова, која што впрочем и мојата денешна соговорничка и гостинка во најновото издание од своја страна. Најпрво ќе ви посакам добре дојдовте во емисијата од своја страна и добре дојдовте во студиото на телевизија Сонце. Добро ме најдов и благодарам за поканата да бидам дел од оваа емисија. Господја Емилија, овде на нашата маса има прилично доста голема колекција на ваши издадени дела, а во моите раце ги држам, значи, вашето издадено прво дело, Волшебното синџирче од Емилија Златкова во 2000 година, објавено, и вашата последна книга Одмазда, издадена во 2022 или токму оваа година. Еден долг временски период од 2000 до 2022 година, книжевен творечки опус. Која е Емилија Златкова и ајде за првите почетоци ваши? Која е Емилија? Многу тешко прашање. Емилија е многу, нели? Сите ние како се дефинираме, како ќе те праша некој кој си всушност, нели? Дали не дефинира работата или всушност кој сме работиме приватно, така. Од секогаш сум сакала, значи, книги, многу да читам уште од малечка, додека не можев да читам, ми читаа, но кога почнав да читам, многу читав. Така, значи, другарувам од мали нози, како што рековте, првата книга е 2000 година, тоа е всушност некоја трета или четврта година средно училиште бев кога, нели, го објавив тој прв детски роман. Така, Волшебното синџирче, велите дека ова е роман за деца и возрастни? Да, за деца и млади, така повеќе, да, ама некој кој сака, нели, фантазија. Така, за веднаш пуда во 2003-та чинам да го објавите Нов ден, нова песна како ваше дело збирка поезија. За подоцна да направите 17 години пауза. И во 2020-та да објавите ново дело. Зошто 17 години пауза? Причините се повеќе, не е една причина. Едно, тука некаде, нели, помеѓу овие книги се наоѓа мојот роман Близнаци, кој всушност го напишав уште набрзо по објавувањето на овие две книги, односно пред 17 години. И некако не успеав да го објавам, имав повеќе ветувања од повеќе издавачи дека, нели, е добар роман, дека заслужува да биде објавена, ама некако се постојано остануваше само на ветување дека би можел да се објави. И се обидував еден период многу активно да го објавам, потоа малку се разочарав, морам да кажам, и престанав да објавам, не да не пишувам, но да објавам на некој начин. И многу работи, мислам, овој период се случува. Така, и на приватно и на професионално поле. 17 години пауза, меѓутоа продолжувате да објавувате активно од 2020 година, банавамо повторно, и формирате и ваша издавачка куќа, издавачката куќа Збор. Дали може би тоа се должи на недоволната добра соработка со другите издавачки куќи овде во Македонија? Со кого претходно соработувавте, ќе ве прашам, со кои издавачки куќи и какво е вашето искуство? Така. Па да, до некаде да, причината е искрено јас имав многу позитивно искуство со издавачката куќа Полица соработував. Имав позитивно искуство додека, нели, соработувавме во објавувањето на некои од книги кои ги имам кај нив, но повеќе беше токму таа причина, тоа што многу малку се дава шанса на македонски автори, поготово млади автори, непознати автори, додека се обидував јас да, нели, да се пробијам, така да кажам, многу ми има речено, знаете, ние објавуваме само звучни имиња, ама звучно име да стане мора некој да го направи звучно. Јас така имам една поговорка многу пати, кажувам, златото мора да бисеро да го избрусате да му ја видите убавината, иначе. Токму така, во една прилика ќе кажете дека токму луѓето ве прашуваат и ви приоѓаат покрај за содржината на вашите дела и за тоа како да објавам книга, како да издадам за прв пат. Дали може би тоа беше една од причините за основањето на една издавачка куќа? Да, меѓу другото тоа беше една од причините.
Многу често, како нели почна моите книги да се читаат, еве имав среќа да бидат прифатени да се читаат, почна луѓето да прашуваат како да објавам книга, дали е тешко, нели совети, ама толку можев. Само со совети. Соработувате ли со млади македонски автори? Еве да. како издавачка куќа, ајде повеќе за работата. Така, една, значи, од целите на издавачката куќа збора е поддршка на млади, нови, па и постоечките, нели, македонски автори. Тоа ни е една од целите и да, имаме многу и се радувам што прекрасни дела беа откриени преку издавачката куќа збори и верувам и автори кои понатаму ќе почнат да творат, на некој начин овој ми е поттик да напредуваат и понатаму. И така, мислам, многу се радувам за некои од тие млади автори кои за прв пат објавија преку збор и се поттикнати понатаму да пишуваат, а читателите им ги прифаќаат позитивно книгите. Дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, моментално живеете и творите во Велес, во градот на Рацин. Колку професијата ви помогна во создавањето на вашите дела? Па, една од причините зашто студирав македонска книжевност не беше затоа што сакав да бидам професор, од секогаш сакав да се занимавам со книжевност, со издаваштво. Па и една така поетајна желба секогаш имав дека еден ден можеби издавачка куќа, не? Тоа и беше причината всушност зашто студирав на книжевност, не? Никогаш не сакав искрено да бидам професор, можеби затоа и многу не се потрудив да влезам како професор. Да. Така, Одмазда е вашето најново дело, издадено во 2022 година, всушност чина ми продолжение на две претходни дела. Да. Ајде вие повеќе ќе ни откриете. Одмазда всушност излезе пред не пол месец дена, значи уште мириса. На нова книга. На нова книга. Одмазда е всушност продолжение на серијалот за детективката Силвија Силјановска и свештеникот Михаил. Прво е Неверство, објавено во Полица, второ е Новогодишна ног и ова е третиот дел, нели, од тој серијал. Зборуваме за трилер, претпоставувам? Така, да. Да, ова се трилери, така, значи, покрај тоа што се трилери, јас сакам да метнувам и некаква си порака конкретно низ моите дела. Одмазда всушност е нешто спротивно на Одмазда, како всушност да не дојде до Одмазда, како што Неверство всушност мислам на верност, на спротивното, но секогаш, понекогаш всушност ги ставам со негативни, нели, затоа што на луѓето им повеќе сакаат да им се звучне, всушност пораката ми е сосема спротивното на напор. Зошто треба да ги прочитаме вашите дела? Зошто? Затоа што секогаш, не знам, има, мислам, некои пораки кои верувам дека заслужуваат да се размислува и да се чита за нив. Конкретно, Новогодишна ног е пример за љубовта на мајката, вредноста, нели, на односот мајка-дете. Тоа, мислам, е многу важен однос во општеството. Одмазда е, не знам, мислам, јас би се послужила со некои коментари на читатели, што ми ги казале. Една читателка ми пиша: Одмазда ми помогна да простам. Колку тешко е тоа и колку често се случува во денешницата, нели, да можеме да простиме, да имаме сила за некои работи. И се радувам, мислам, многу повеќе се радувам кога позитивно повлијаела некоја моја книга на нечи живот, отколку да кажа дека е многу јака книжевна вредност или не знам, така. Како мајка во една пригода ќе кажете дека најболно е да се пишува за сопственото дете, а за потоа да напишете и детето во снегот, токму посветена на вашето детенце. Како е да се биде мајка на дете со аутизам во Македонија? Знаете, родителството воопшто е одговорно улога која, нели, мислам, секоја мајка ја има, но да се биде родител на дете со аутизам е навистина голем предизвик, особено во наше општество во кое живееме, каде што
не зборувам само тој мислам дека не знам услови нема како држава или не, од таков аспект, но од самиот момент луѓето се уште се неинформирани во врска со оваа тематика аутизмот и многу тешко се прифатени тие дечиња. Мислам секојдневно е навистина предизвик. Успеавте ли преку книгата да пренесете можеби некоја важна порака до општеството и до пошироката јавност? Да, токму тоа и ми беше целта со детето во снегот. Многу пати ќе ми речат некој, ма јас немам дете со аутизам, не познавам никој, напротив, книгата не е наменета само на луѓе што имаат деца со аутизам, но на оние што немаат деца и не знаат нели што е барем малку да разберат тоа ништо минуваат децата и родителите на деца со аутизам и како да покажат емпатија кон овие дечиња кога ќе се сретна, затоа што многу се почесто има деца со аутизам. Мајка сте на 3 дечиња и жена која што се занимава и надвор од приватниот живот со професионална кариера. Колку е тешко во нашето секојдневие, во нашето општество да се биде жена професионалец, да се остане жена професионалец помеѓу приватното и помеѓу кариерата? Многу често го слушам ова прашање, затоа што и многу пати ќе ми речат луѓето, добро, па имаш и 3 деца, како постигаш сето тоа? Веројатно морам да правам многу компромиси, многу малку спиени часови. Тешко е, искрено, ама кога нешто се прави со љубов и од срце, се надминуваат сите препреки и се бориме да напред, не? Од кога добивате вашата најголема поддршка и можеби ветар во грб за се она што го правите? Поддршка нормално, најпрво од моето семејство, од сопругот и децата. Поголемите деца веќе се тинеџери, така многу пати со нив знам да се консултирам, сакам да ги вклучам во целиот процес на пишување и објавување. Ги читаат ли делата на мама? Ги чита, сега се во периоди каде што повеќе слушаат. Друго има е поинтересно. Така да им раскажуваш малку поретко читаат, но така, мислам, секогаш знаат да, не знам, те разговараме дока се формира некоја приказна и они да дадат некоја интересна сугестија, можеби. По што ве препознава читателската публика? Моите книги, веќе читателите знаат, се разликуваат, имат една беле во сите нив, тоа што е истакната верата и верата во Господ, односно и вредноста на семејството. Значи, така, многу пати кога читателите ќе напишат некој коментар, рецензија, знаат да кажат твоите дела се препознатливи по тоа што потикнуваш на вера, но и во центарот е секогаш семејството како особено важно. Во периодот на ковид пандемијата ќе напишете дури 6 дела. Односно ќе објавите, можеби веќе ви беа напишани, и како го искористивте тој период? Бевме затворени сите, карантини, полициски часови, меѓутоа што се случуваше на творечки план кај вас? Така, пред да почнам повторно да објавувам, еден период се занимав со аматерски театар, имав една група со жени кои правевме така драми и имавме идеја да тоа го малку излеземе од граници, нели, да го види јавноста, но се случи пандемијата. И така се сеќавам тогаш кога се случи, нема поиме, тоа ќе се случува нели следните години, ама јас си реков самата, нема да дозволам сега некоја си пандемија, некоја си болест да ми извои победа на сите овие ситуации и се посвети повеќе на пишувањето. Прво собрав храброст да се вратам на објавувањето и сум многу среќна што многу позитивно искуство јас имав во овој период на пандемија. Што ни фали нам на литературно, културно можеби поле и колку учествувате на сите оние литературни и културни манифестации кои што се одржуваат кај нас, можеби во Велес? Ни не достигаат веројатно многу работи, но така размислував конкретно што мислам дека е најважно, затоа што да речеме, сајми се организираат и се луѓето каде што најмногу можат нели да дојдат до книгата и сето тоа е малку тешко и комплицирано и за нас како автори, издавачи, но и за читателите. Да речеме, не знам,
да не настапи некој музичка звезда од тука или од странство, сето тоа се плаќа. Додека да се организира еден саем, мора да сите ние да платиме за да и многу малку е поддржано од државата, нели, на пишувањето книжевното. Мислам дека треба малку повеќе да се овозможи за да можат и читателите да читаат. Сега ме подсетивте за ова плаќањето во еден наврат на Facebook профилот ваш ке пишете дека 200 денари за книга од 400 страници не иде тоа така. Плаќаат ли луѓето за добра книга? Луѓето, оние кои читаат и кои сакаат книга, плаќаат. Да, јас сум позитивно изненадена, пак ќе речем, тој период од 17 години многу често слушав не читаат луѓето во Македонија, не читаат. Има луѓе што читаат. Даваме шанса на македонски автори? Да, мислам последниве години многу повеќе даваат на македонски автори. Ама мислам дека треба да се даде, ако не си го самите своето цениме, мислам кој ќе ни го цени, не. Во која книга се чувствувате најсвоја? Најсвое, знаете, авторот секогаш од својата душа става во секоја книга. Има нешто автобиографско? Конкретно автобиографска не, освен Детето во снегот, кои се лични искуства, нели, се раскази со автобиографски, но другите се фикција, чиста фикција, но во сите ликови нормално ги имаш твоите размислувања, твоите чувства, твоите доживувања, така да. Од што најчесто црпите инспирација за вашите дела? Инспирација од секојдневниот живот, од обкружувањето, од проблеми кои не обкружуваат. Не многу често не зборувам отворено за не знам општествени проблематики, но тоа се е присутно во книгите на некој си скриен начин, но така, значи секој не ви е тоа едноставно. Што да очекуваме следно од Емилија Златкова? Искрено, моментално не еднам конкретно мое дело, не еднам моментално скоро излезе, нели, последниот роман и уште не сум почнала да размислувам и да работам на ново дело, но каков е одзивот на публиката конкретно за Одмазда? За Одмазда, па да, позитивно. Стигаат ли пораки до вас? Да, стигаат секојдневно. И јавни коментари читам и многу често знаат и да ми пишат, тоа дори да ми се јават луѓе на тега преку, ако не ти го имат бројот, многу имаат на месенџер да ми се јават и да кажат. Социјалните мрежи дефинитивно. Така ме радуват коментарите, посебно сега, вчера ми се чини беше, една читателка напиша: ти благодарам Емилија што постоиш, мислам, не знам како. Па да, подобар коментар, мислам, не може да се добие. Одлично, Емилија, ќе ви честитам за целиот овој творечко книжовен ваш опус, ќе ви посакам да читаме уште многу дела од вас. Јас немам ништо прочитано, меѓутоа еве ветувам дека ќе почнам со ред, ќе си ги почнам. Ви благодарам што бевте дел од емисијата од своја страна, што ја прифативте мојата покана и што ве поразговаравме токму за вашиот книжевен пат, поразговаравме за полето на литературата и културата, начнавме дел од таа тема кај нас. Ќе ви посакам уште многу успеси и со издавачката кој ќе збор. Ние сме овде да ве поддржуваме и секако да се видиме на некоја наша наредна средба. Ви благодарам и уште еднаш и јас за поканата и за разговорот и ми е драго што постојат вака телевизии, емисии кои поддржуваат книжевноста. Емилија Златкова настанува во најновото издание од своја страна. Почитувани гледачи, се надевам дека и со ова интервју успеавме да допреме до вас и да го задржиме вашето внимание. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам наша наредна средба за 7 дена. До тогаш бидете поздравени и останете во добро здравје.